Беше тоа на 23 февруари 1867 година, кога во Охрид е роден генералот Александар Протогеров, еден од лидерите на историското ВМРО. На 7 јули 1928 година врз него бил извршен атентат во Софија од страна на тројца атентатори Стефанов, Гузданов и Витларев под раководство на Кирил Дрангов од Михајловистичкото крило на ВМРО. При тоа бил убиен и неговиот телохранител Атанас Гоцев. Наредбата за атентатот била издадена од Иван Михајлов под обвинение дека Протогеров учествувал во заговорот против Тодор Александров. На 23 февруари 1915 година во Охрид е роден Борис Бојаджиски, македонски раскажувач, новинар и публицист. Автор е на пиесите за деца Дадовме збор, Милка, Дедо Мраз и кај нас, на збирките раскази за деца, Првите цутови и Чекори што не можеа да запрат, како и на монографијата за народниот херој Орце Николов. Умре во Охрид на 9 мај 1959 година. Беше тоа на 23 февруари 1937 година, кога во селото Луковдол, Струшко, е роден Рајко Јовчевски, македонски писател за деца, преведувач и новинар. Неговата прва објавена книга е Еден малечок свет. Пишуваше и раскази и романи, а умре во Скопје на 19 јуни 2001 година. На 23 февруари 1967 година е основана Македонската академија на науките и уметностите. За нејзин прв претседател беше избран Блаже Коневски. Членовите на Македонската академија на науките и уметностите се избираат на секои 3 години на Централното собрание на академијата и од формирањето досега МАНУ имала 154 членови, од кои сега 41 се со статус на редовни членови, а 33 се со статус на членови надвор од работниот состав. Досега имала 4 почесни членови, и тоа Коле Чашоле, Јосеп Броз Тито, Едвард Карделј и Борис Евгенович Патон. Најстар академик е Ѓорги Филиповски, роден 1919 година, а најмлад Абдулменав Беџети 1959 година. Беше тоа на 23 февруари 2001 година, кога во Скопје претседателите на Република Македонија и на Сојузна Република Југославија, Борис Трајковски и Воислав Коштуница, го потпишаа договорот за одбележување на границата меѓу Република Македонија и Југославија. По 88 години, за прв пат во историјата од српската окупација врз вардарскиот дел на Македонија во Балканските војни 1912-1913 година, со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година, дефинирана е границата меѓу Македонија и Србија. На 23 февруари 2013 година, по долго боледување почина актерот Бранко Ѓорчев, директор на Драмскиот театар Скопје. Ѓорчев е роден 1962 година во Неготино. Во 1986 година дипломирал на Факултетот за драмски уметности во класата на професор Вукан Диневски. Од 1987 година работи како актер во Драмскиот театар Скопје. Има остварено голем број главни и споредни улоги во Матичниот театар и во сите театарски институции во државата. Во 2006 година беше избран за директор на Националната установа Драмски театар, а во 2010 реизбран на функцијата. Добитник е на државната награда Свети Климент Охридски за 2012 година за долгогодишни остварувања во културата.